Вториот дел од утрински зрак секогаш го посветуваме на нашите гости. Овој понеделник нашата тема на разговор ќе биде се околу проектот на USAID и Lioness клубот, меѓународната фондација за деца со пречки во видот. Во нашето студио спроти мене се Давор Каракашев и госпоја Ефтимија Карбева-Лукарова. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Благодариме за поканата. Јас ќе го започнам разговорот и ќе ве прашам директно да им кажеме на гледачите која е всушност главната цел на овој проект. Така. Значи проектот на USAID и ЛЦФ или ЛЦФ и USAID за децата со пречки во видот се имплементира преку Универзитетот на Југоисточна Европа во соработка со Alliance District 132 Македонија. И главната цел е да овозможни подобри едукативни услови на дечињата кои што се слепи или слабовидни и воедно да обезбедиме рана детекција и превенција при можни оштетувања на видот. Така. Зашто поточно се работи во овој проект? Од кои компоненти всушност е составен? Еве да им кажеме на сите оние кои што не гледаат. Така, проектот е навистина обемен, започна со својата работа октомври месец 2014 година. Во самиот проект имаме неколку компоненти кои што би можеле да ги поделиме на едукативни, медицински, компонента за подигнување на јавната свест. Конкретно во едукативната компонента ние имаме отворено во рамките на проектот 5 ресурсни центри во 5 градови во Македонија, кои што се целосно опремени со најсовремена технологија и се наменети за деца кои што се слепи или слабовидни, а се вклучени во редовната настава. Овие ресурсни центри конкретно се наоѓаат во Скопје, единственото државно училиште за деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов од Скопје. Во Велес конкретно се наоѓа во поранешното училиште Јордан Хаџи Константин Џинот. Во Штип се наоѓа во основното училиште Гоце Делчев, во Битола во Трифун Пановски и во Тетово во приватното училиште Видро Вилсон. Така. Интересно е тоа што со овие дечиња работат тим на специјални едукатори, кои што одреден фонд на часови го поминуваат со нив, им помагаат реално во подобро совладување на материјата, нешто што верувам дека Ефтимија како специјален едукатор подобро би го објаснила и надоградила. Така. Еве ќе преминеме конкретно за оваа компонента, така. За другите еве вие како специјален едукатор со децата да кажеме нешто повеќе, еве конкретно како што кажа и Давор. Вака, значи како што напомна Давор, ресурсниот центар во Велес се наоѓа во просториите на бившето училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот. Ресурсниот центар го посетуваат 4 слабовидни дечиња од редовните основни училишта, односно деца кои што посетуваат редовна настава, а кои што имаат оштетување на видот, имаат потреба од дополнителна помош при совладување на наставните содржини. Во главно часовите и целата помош се одвива во попладневните часови после завршувањето на нивната редовна настава. Она што го користиме во проектот е целата онаа опрема која што ја имаме, со цел да им овозможиме на дечињата за подобро да ги совладаат наставните содржини кои што ги обработуваат во училиштата. Така, со што располага овој ресурсен центар? Овој ресурсен центар располага со сите најсовремени технологии, асистивни технологии, како и западните центри, наменети за деца кои што се слепи или слабовидни. Тоа се паметни табли, зголемувачи на екран, брајеви машини, брајеви печатачи, разни дидактички материјали, кои што им се од голема полза на децата при совладување на наставните едукативни материи. Исто така за развојот на нивната психо и физичка графомоторика. Негдека во износ заедно во овие 5 ресурсни центри во износ од преку 200.000 американски долари. Така, еве Давор, ти можеби знаеш како се движи бројката на дечиња и по другите градови. Еве кажавме за конкретно во Велес дека има само 4 дечиња, но во другите градови знаеш на која бројка отприлика? Да, значи официјалната бројка која што имаме во во училиштето за деца со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје е 51 дете. Тоа е релативно константна бројка, доколку пак во овие ресурсни центри кои што се отворени во другиве градови се негдека околу 30 на дечиња. Так. Ние знаеме дека реалната бројка е на бројката на слепи деца е релативно
е релативно мала или не толку голема во споредба со децата кои што се слабовидни, односно таа бројка изнесува 10 пати можеби повеќе. И затоа апелираме до сите родители кои што имаат слепи или слабовидни дечиња да ни сконтактираат нас, проектната канцеларија или директно специјалните едукатори, самите ресурсни центри. Знаеме дека генералниот проблем кај нас е менталитетот и целата стигма доколку се има дечиња со попречености или со во случајов оштетен вид. Меѓутоа од особено значење тие дечиња да ги пуштат во овие ресурсни центри кои што ќе им бидат од голема полза да посетуваат и да се едноставно да ја следат и да подобрат едукативните своји капацитети. Така, колку се задоволни родителите од овој вид на настава? Ефтимија, ти можеш да ни кажеш за ова. Веројатно имате контакти со родителите. Какво е нивното мислење за ова? Па да, начално и контактите ги направивме преку родителите, но секако дека треба согласност и партнерска соработка со нив во целиот тој процес. Родителите сега се многу задоволни, бидејќи кај нивните деца приметуваат одличен напредок, значи во делот на пружањето на помош кој што е дел од нивното и драгоцено време за да постигнат они дома со децата, секако дека може дополнително и тука да се помогне. Би сакала нешто повеќе да кажам околу начинот на кој што се изведуваат тие индивидуални часови, значи начелно се часовите индивидуални, за секој дете се изработува индивидуална проценка и се прави индивидуален план и програма и секако дека тој план мора да се соодветствува со оној образовен план кој што го имаат во основното училиште и да биде модифициран на него. Друга работа која што мора да се напомне дека со дечињата се работи на ориентација во простор, на одржување на равнотежа, на психомоторна реедукација, се вежба визиомоторната координација, манипулативните вештини, графомоторика, финомоторика, се она што им е потребно значи на овие дечиња за да подобро и се сноѓаат значи во секојдневниот живот и за подобро ги совладуваат наставните содржини. А па од друга страна, од големо значење е целата опрема која што ја имаме, во смисла на смарт таблата, електронската табла, електронската лупа, оние тетрадки ги користиме секако оние деца кои што е потребно, тетрадки во голем формат, кои што се со задебелени линии, кои што им помагаат на децата полесно да пишуваат и дури им ги препорачуваме во училишта за да им оди полесно целиот тој процес нивни на напишување и на следење на наставата. Од наставниците исто имаме голема поддршка. Имате ли контакт? Тоа сакав да ве прашам следно. Каков ви е контактот со нивните наставници во Па генерално имаме контакт значи со нивните наставници, дали директен, дали преку нивните родители. Имаме поддршка сега и го знаат значењето на проектот и ја знаат големината на овој проект. А во иднина сега сме во тек во контакти со генерално и со основните училишта и со наставниците и со стручните служби, се со цел на идентификација на и други деца кои што имаат оштетен вид или имаат слабовидност и кои што можат да го посетуваат ресурсниот центар, кој што би бил од поголема помош нив секако. Така. Колку луѓето во нашава земја всушност се запознаени со овој проект дека постои? Имате емисии разни, мислам, одржувате ли некои презентации во училиштата, во основните? А да. Токму за ова. Благодарам на прашањето. Како што напоменав, благодарение на одличната соработка со Лајонс клубовите од Дистрикт 132 Македонија, поздрав до сите Лајонс клубови, имаме целосна активност и поддршка од нивна страна, бидејќи покрај во едукативната, во сите компоненти, едукативната, медицинската, тие се активно инволвирани. Меѓу другото, заедно со клубовите, заедно и со специјалните едукатори се вршат ваков тип на презентации кај родителите и во училиштата, но и во градинките, каде што имаме она медицинска компонента, односно скрининзите во градинките. И интересна работа е што навистина родителите имаат позитивен фидбек за целиот овој проект, покрај како што напоменавте гостувањата во телевизиите и информациите кои што се јавно достапни на нашата веб страна на проектот. Особено ми е драго што
иако навистина како и за многу работи треба време, свеста полека се крева за оваа проблематика и за овие предизвици со кои што се соочуваат слепите и слабовидни лица во Македонија. Така. Евтимија, тебе ќе те прашам конкретно за општина Велес, кога веќе споменавме соработка помеѓу родители, училишта и така натаму. Каква ви е соработката со општина Велес, колку имате поддршка вие од нашата општина за овој проект? Од самиот почеток на овој проект имаме огромна и успешна соработка со општина Велес. Првиот дел се однесуваше соработката во делот на изнаоѓање на простор, обезбедување на простор за функционирање на проектот, опремување на целиот тој простор во смисла на да биде реновирање на просториите, адаптиран да биде за да се внесе целата опрема. Поддршката од општината за вакви проекти. Од самиот почеток имаме голема поддршка, им благодариме за тоа и во секој се уште трае таа соработка во делот на контактите, во делот на контактите со основните училишта и во иднина секако дека ќе продолжи, посебно во оној дел на идентификација на децата и на препорачување за нивно доаѓање во ресурсниот центар. Така, еве пак ќе те прашам тебе, вие сте по занимање дефектолог. Така. Во како се одвива ситуацијата еве во градинките во нашиот град со овој проект? Значи, во јас и како дефектолог работам во детската градинка во Велес. Исто времено сум и член на Lions клубот. Како што кажа Давор, другиот дел од компонентата на проектот е оној здравствениот дел, поврзан со градинките и со вршење на скрининзи на вид кај децата од предучилишна возраст, односно кај децата од 3 до 6 години. До сега, значи, Lions клуб Велес заедно со проектот ги организира овие прегледи и ги реализира во соработка секако со детската градинка и со претходна согласност од страна на родителите. Баш пред емисијата разговаравме со Давор и направив некоја пресметка дека до сега имаме прегледано 900 дечиња, значи 900 деца веќе се поминати на тој редовен и скрининг кој што се извршува во градинка. Значи во сите 6 објекти се оди, скрининзите се реализираат од страна и на доктор офталмолог и на останатите волонтери кои што се во нашиот клуб. Имаме огромна благодарност и соработка од страна на родителите. Често ни се случува да прашуваат кога ќе биде во едниот објект, ако што веќе сме биле нели ако ние сме биле во претходниот проект, и можам да кажам дека од големо значење, посебно заради превенција и ради рано откривање. Ки многу од дечињата се открија одредени аномалии и оштетување, ки многу од дечињата значи се воспостави дополнителна дијагноза за да можат да се даде соодветна терапија во смисла на носење на нончари. Да кажеме еве да ги споменам и докторите, лекарите за медицинскава компонента. Така, имате поддршка веројатно и од некој доктор, еве да кажеме да споменеме малку и за тоа. Па да, оној дел кој што е здравствен дел во проектот, значи вклучен е доктор специјалист Тодор Јаковлевски, кој што е исто член на Lions клубот и кој што е активно вклучен во овој проект и заедно со другите членови од Lions клуб Велес, оние кои што волонтерски се нафаќаат на овој ангажман со рефрактометар. Авторефрактометар ги реализира оние прегледи, да. И баш прегледите се адаптирани на деца, да. Тоа е, значи, рефрактометарот го заменува на компјутер кој што обично го имаат. Рефрактометар кој што го имаат во ординација. Да, и многу интересно заради тоа што навидом делуваат како мали апарати за сликање и целиот тој процес не представува страшен затоа што најчесто нели докторите, дечињата имаат уплав од доктори, ние кажуваме дека не сме доктори, ние доаѓаме само да се сликаме, бидејќи самиот апарат испушта бои, испушта звук и за многу кратко време може да се одредат над 8 параметри кои што понатака на докторите им помагаат при одредени наводи доколку детето има некакво оштетување на видот или не и се дава соодветна препорака за дополнителен офталмолошки преглед кој што мора да се случи во ординација. Инаку кога сме веќе кај оваа тема би сакал да се надоврзам дека скринингот конкретно се случува во 7 градови во Македонија
Имаме проектен тим на офталмолози, каде што координатор на тимот на офталмолози ни е доктор Билјана Костовска. Имаме подршка од Сдруженијето на офталмолози на Македонија, всушност тие ги препорачави 15 истакнати офталмолози и секако подршка од Систина офталмологија, Државната универзитетска очна клиника, очната клиника во Велес, во Штип, во Битола, Тетово и другите градови. Многу ми е драго што ние досега од лани летото, значи 2015 година, до сега успеавме да спроведеме преку 7.500 скрининзи во овие 7-8 градови, кај дечињата на возраст од 3 до 6 години. Секако имаме подршка и одобрение од Министерството за труд и социјална политика, за да можеме да ги изведуваме овие скрининзи во градинките. И драго ни е што успеавме, како што напомена и Евтимија, да детектираме дечиња каде што има некакви наводи за можни оштетување на видот и процентот се движи негде околу 10 до 12%. Така што драго ни е што ако земеме некоја математика дека на околу 700 деца или малку повеќе сме успеале да рано да го детектираме, оваа аномалија кај нивниот вид. Секако со соодветната терапија подоцна која што офталмологот ќе ја препише, тие имаат шанса да го спасат својот вид. Инаку, офталмолозите препорачуваат зашто всушност и овој скрининг се врши на возраст од 3 до 6 години, бидејќи тогаш е најидеалната таа возраст за рана детекција и превенција при евентуални оштетувања. Бидејќи сите, како што знаеме, барем наша возраст и повозрастните, првите систематски прегледи кои што ние ги имаме се прво, второ деление, кои што конкретно за видот, за жал се многу касно, бидејќи видот се затвара до некоја 7-8 година и подоцна е многу потешко за било каква корекција на видот. Благодарение на сите овие скрининзи, на тимот на офталмолози, успеавме да измениме регулатива, каде што од сега па натака задолжително е матичните педиатри, односно лекари, даваат препорака на родителите на своите деца со наполнети 3 години и над 3 години на задолжителен офталмолошки преглед. Така што и дечињата кои што не биле до сега опфатени или не посетиле офталмолог, од сега па натака задолжително да посетат офталмолог. Така. Јас би се навратила малку назад на разговорот, госпоѓа Евтимија. Лајонс клубовите од Македонија се активно вклучени во овој проект, но и во други проекти, така? Ајде малку да поразговараме кои се други активности ги има овој клуб. Вака како Лајонс клубови и на меѓународно ниво и на ниво на Македонија и тука во Велес, значи главна цел ни се превенција на слепило и на дијабетесот. Еве денес е меѓународен ден на борба против дијабетесот, значи конкретно вчера Лајонс клуб Велес имаше акција за бесплатно мерење на шекер, се одвиваше во текот на вчерашниот ден. Бидејќи неработен ден, не можевме да го поврземе точно со датумот. Локацијата беше пред новиот театар во Велес. Направени се прегледи ке околу 70 на случајни минувачи кои што секако имаа желба и волја да ја проверат шекерта во крвти. Во клубот веќе имаме и доктор интернист кој што тука беше за да им даде одредени препораки на луѓето. Тоа е, да речам, последна и конкретна активност која што сме реализирале. Лајонс клубот исто така ги опфаќа сите оние активности и помош на сите оние кои што им треба помош и сите лица од маргинализираните групи. Активно е, значи, вклучени во овие прегледи кои што ги спомнувам, сам ќе ги кажуваме, скрининзите на вид, активно е вклучени во работата на ресурсниот центар, во делот на реализација на креативни работилници со децата, спортско-рекреативни активности, воочилишни активности. Акција која што е поврзана со ресурсниот центар, последно беше екоакција за чистење на дворот во ресурсниот центар. Инаку, како најавам, што можам да ја кажам за понатаму, се надевам дека ќе се реализира во текот на следната година, е на таа локација, односно тој двор кој што се наоѓа во бившето училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот, да го оплемениме и да се направи Лајонс парк. Се надеваме на голема и успешна соработка, пак ќе кажам, на општина Велес и заедно со нив и во партнерски
однос да се реализира. Сега сме во фаза на некој идерно решение, изготвување на идерно решение од страна на архитект, кој што исто е член кај нас во клубот, па понатаму ќе видиме како ќе одат сите активности за реализација на овој Lions Park, а секако дека си поставивме цел дека во следната 2017 тој простор ќе се оплемени, ќе се адаптира и на децата кои што имаат оштетен вид и за користење од страна на сите граѓани, на сите деца кои што можат тука да дојдат и да го поминат своето слободно време. Така. Давора, еве тебе пред самиот крај на нашата емисија ќе те прашам до кога ќе трае овој проект? Така, овој проект, првата фаза од проектот беше планирана да трае до март месец 2017 година, но драго ни е што нашите спонзори, нашите донатори го најдоа на разбирање и поради резултатите, постигнатите резултати и цели кои што ги имаме во овој проект и имаме одобрување за уште дополнителни 3 години, така што компонентите кои што веќе ги имаме, значи активната работа со дечињата во ресурсните центри, само ќе се зголеми. Ќе продолжиме активно со изработка, меѓу другото, на учебниците од 1 до 9 одделение на Браево писмо, бидејќи за прв пат ги изработуваме сите учебници на трите наставни јазици македонски, албански, турски на Браево писмо. Веќе имаме 70 на готови наслови, ги изработуваме дел од лектирите и книгите наменети за младата популација во аудио форма, значи ќе бидат достапни како аудио книги на нашата веб страна. Скрининзите активно ќе продолжат, не само во овие градови, меѓутоа нашата главна цел за овие 3 престојни години да ги скенираме, односно да извршиме скрининг кај сите дечиња на возраст од 3 до 6 години на целата територија на Република Македонија. Секако имаме тука една нова компонента во соработка со Црвениот крст на град Скопје, каде што многу скоро ќе биде отворен центар за поддршка во соработка со Сојузот на слепи лица, каде што тој центар ќе нуди дневни содржини за слепите лица, значи обуки за вработување, мобилност, институционална подготвеност и сето тоа што им потребно и на повозрастната категорија, бидејќи ако можете да приметите, ги имаме сите, ајде да кажеме, возрасти запазено, со скрининзите од најмалата возраст како превенција, со ресурсните центри ги имаме дечињата кои што се во училишна возраст и секако центарот за поддршка ќе биде тука за возрастната категорија на слепи лица. Секако Lions клубовите ќе останат активни партнери и поддржувачи и гласноговорници во борбата против темнината, или како што самите се нарекуваме витези на борба во витези за борбата на слепилото, бидејќи токму Lions член во 30-тите години во Америка го има измислено белиот стап кој што денеска го користат слепите лица насекаде во светот. Так. И Lions клубовите, како што кажавме веќе во активностите кои што успешно ги реализираат покрај помошта на докторите во скрининзите во градинките, во овие вонучилишни активности кои што се во самите ресурсни центри и надвор од ресурсните центри, одржување на овие презентации кои што се наменети за родителите од дечињата од градинките и училиштата, дистрибуција на материјали за подигнување на јавната свест и секако организирање на разни активности и настани, се во цел за да ја разбиеме оваа табу тема и што е можно повеќе да им помогнеме на овие лица. И она што би те прашала за последно е дали што мислиш ти, дали овој период е доволен за да ги постигнете оние замислени цели на овој проект? Еве прашање до двајцата. Секако не е доволен. Ова е одличен почеток и многу сме благодарни и за разбирањето страна на нашите донатори, значи на USAID и на Lions Clubs International фондацијата, секако на сите наши активни партнери, кои што верувам дека ќе ни се една долга листа на драги пријатели, соработници кои што активно го поддржуваат проектот од Министерството за образование, Министерството за труд и социјала, офталмолозите, специјалните едукатори, Lions клубовите и сите родители, дечиња вработени во институциите, кои што имаат волја да помогнат на овој проект, уште да има поголема визибилност. Секако
ние напорно ќе работиме, ќе се трудиме да реализираме што е можно повеќе цели предвидени и непредвидени и се надевам дека како што го имавме ова продолжување од 3 години разбирање од нашите донатори, се надеваме дека ќе биде продолжен проектот можеби за уште многу повеќе, бидејќи навистина има уште низа на активности и компоненти кои што ние сме спремни да одговориме на тие предизвици. Така. И јас ви благодарам за вашето одвоено време да бидете била наша утринска емисија. Благодариме на И се поканата. надевам дека повторно ќе се видиме за некој нов проект. Секако. Секако.